Ова е една категорија. Втората е категоријата на оние кои што одбија да се попишат. Колку се тие, може да квантифицирате, бидејќи не можеме во моментот, треба да ги собереме сите информации од пописните региони. Значи деновија кога ќе се нашите колешки колеги вратат од терен, ќе ги добиеме сите тие информации, меѓутоа тој број е минимален. Имаше доста обиди на почетокот, меѓутоа со сите тие луѓе одевме, разговаравме повеќе пати и најголемиот дел, велам најголемиот дел од тие домаќинства и граѓани се одлучија да се попишат. Решени сте да терате и постапка против тие, така? Мислам, не сте вие тие што ќе ја терат постапката, но ќе иницирате постапки. Во секој таков случај направен записник, односно изјава од страна на попишувачот и во сите тие случаи ќе ја покренеме постапката. Уште нешто ми остави впечаток на синокешната пресконференција, тоа е, рековте, не значи дека ако некој одбил да се попише, дека нема да биде опфатен со податоците на пописот, затоа што позадински базите може да покажат дали тоа е тука и ако е на вистина ќе биде дел од бројките, така? Да. Значи овој попис е спроведен за прв пат со користење така наречениот комбиниран метод на попишување, а тоа значи истовремено попишување на терен, меѓутоа и користење на податоци од базите кои што ги подготвивме за оваа намена. Тоа се 7 бази на податоци кои се споени во една и каде што можеме со огромна веројатност и точност, односно не веројатност, туку со точност да констатираме дека одредени лица се тука присутни и дека треба да бидат дел од оваа операција. Ќе ви дадам пример, ако едно лице е вработено, тоа лице го има и во базата на Агенцијата за вработување, и во базата на Управата за јавни приходи, и во базата на Фондот за пензијско инвалидско осигурување. Ако тоа редовно секој месец уплаќа даноци, придонеси и се уште стои дека е тоа лице вработено, нема сомнение дека е тука присутно. Можело од било кој причини кој што ги наведов претходно да не било попишано или да одбило да се попишува, меѓутоа за него имаме огромен фонд на податоци.